Здраво и добро ни дојдовте. Ово е уште едно издание на емисијата, пријатели. Доколку в домите изгрижите бездомно животно, тоа никогаш нема да ве касне. Токму тоа е разликата помеѓу животните и луѓето. Се надевам дека минатиот пат го задржавме вашето внимание, па ќе не гледате и денес со навистина интересни гости. Во денешниот прилог мој гостин е Вејдар, кој што го држам во моите раце моментално, секако неговиот собственик Стефан и Ека. Стефан, добро ни дојдовте во емисијата, ви благодарам што прифативте поканата да бидете наш гостин. Добро е на повтор пат, мило ми е што е повтор пат со ваш гостин и што оваа емисија трае една од најпопуларните и најгледаните. Фала ви. Така, значи се работи за собственикот на најтрофејната одгледувачница во Македонија за француски булдог. Ајде најпрво да зборуваме за тоа, за одгледувачницата. Така, веќе одгледувачницата постои 7 години, кога се занимавам со расата француски булдог, која е сосема случајно се заљуби во истата. Прво беше како хоби, потоа стана некако професионална работа, регистрирав одгледувачница под името Гремлин Каус Кенал, да влеговме во расата професионално, со увоз на неколку примероци од врвни одгледувачници. За денеска еве да бидеме барем на Балканов една од потрофените одгледувачници со повеќе од 10 примероци каде што ја представуваме македонската кинологија и надвор од нашите граници, не само кај нас. Така, вие сте заљубен во оваа раса како што кажавте, сигурно веќе долго време нели ги носите по изложби и сето тоа. Кои се карактеристики на еден француски булдог? Кои се критериумите според кои се оценува и што се треба поседува? Така, најпрво за Френчи за самата раса. Станува збор за еден исклучителен самонски милини кој плени со својата убавина. Оваа фаца на Гремлин всушност ги прави да видат толку статки. Се работи за фамилиарен пријател на целото семејство, живее со дечиња. Околу што го прашат за карактеристиките си постои стандард кој ние професионалните одгледувачи тоа како мора да се водиме до него. Станува збор за димензија на самото куче, анатомијата е многу битна кај нив, задни агли, предни агли, поставеност на уши, значи се има повеќе карактеристики по кои ние како одгледувачи пазиме до сантиметар да биде тоа како што треба. Така, да се навратиме на одгледувачницата, колку вакви миленички, односно колку француски булдози брои самата одгледувачница? Така, во моментот поседуваме 8 наши, во наша собственост француски булдози, дел наш одгој, значи наше производство, дел кој не се увезен од професионални одгледувачници со цел да го подобриме квалитетот, но можам да се пофалам дека во последно време се повеќе расата станува популарна и многу луѓе не контактираат затоа што отворивме кинолошки клуб за расата француски булдог кој може да го најдат на Facebook под името Френч Булдог Македонија. И се расата стана популарна, со само тоа бројката се зголемува на убави примероци во нашата земја. Посебно сум горд за тоа и апелирам секој кој му се допаѓа расата да може да се набави и да не контактира за доставка. Така, нели во Македонија се повеќе се шири, да речеме, оваа раса и има и конкуренција на изложби, така. Но вие сепак сте освоиле многу награди. Кажете ни нешто повеќе за тоа, дел од нив. Така, 7 година поред учествуваме скоро на сите кинолошки манифестации кај нас. Последнава година речиси не нема со оглед на некои случувања во Кинолошкиот сојуз на Македонија, претежно настапуваме надвор. Колку конкуренцијата во Македонија, да речиси да немаме конкуренција, затоа што станува збор за ретка раса и многу луѓе немаат професионален пристап кон истата. Апелираме и би сакале да имаме конкуренција, со само до тоа би се зголемил нели и оној адреналин околу надпреварувањето кај нас, а и самиот квалитет на расата. Така, ајде да ги запознаеме нашите гледачи со овие две миленичиња кои седат со нас моментално, Вејдар и Ека. Да, значи станува збор за мајка и ќерка. Екатерина Френч дреме увоз од Русија, од една од најпознатите руски одгледувачници за оваа раса. Русинка. Тоа е нејзино синче кој го оставивме да биде дел од нашата одгледувачница и се надеваме и многу веруваме во неговиот квалитет дека достојно ќе представува нашата одгледувачница под наше име во наследните кинолошки изложби кои доаѓаат кај нас па и надвор. Така, колку се стари? Ека е стара 3 години, додека нејзиното синче е, мислам, 4 по месец, дека веќе пополно. Така, нели ова не е нејзино последно легло? Не. Така? Значи, ова е второ нејзино легло. Самата раса е многу осетлива во принципот на оплодување на истата. Се оплодува исклучиво со инвитро оплодување, се пораѓаат исклучиво со царски рез, затоа што потоа следи долга пауза на кучката за да се врати во првобитна состојба, да заздраве, значи да биде повторно способна. Професионалните одгледувачи што е како правило
на скоро на 2 години следи барање. Така, Година и пол до 2 е доволно на самата женка да биде повторно спремна и физички и психички јака за да следи уште едно барање. Така, предпоставувам тоа е заради конструкцијата на самото тело, нели се мали раси или сето тоа си има своји. Они се малечки кученца, значи плодовите се раѓаат нешто поголеми, со поголеми глави, матката е многу осетлива, затоа тој временски период во кој сето тоа треба да се среди кај кучката внатре за да биде повторно во форма за да го издржи сето тоа. Ние значи не ги париме по секоја цена, така да чекаме да се заздрави кучката скрос. Не е под само репродукција, него првично гледаме на квалитетот на истата. Ако сметаме дека кучката е во топ форма, тогаш следи парење доколку не идеме нареден циклус. Така, кажавме дека се салонски кучиња, еве гледаме дека Ека е многу мирна, ова е малку Ведар е похиперактивен, но и тој е добар. Си седи пред камери, какви се како раса? Раса, во принцип, станува збор за доста мрзлива раса. Во дома, значи, немате кудле кој е хиперактивно дома и буквално ќе ве мрдне со шушкање по дома, гризење по кутина и оштетување. Буквално е раса која може до 3 часа да гледа телевизија дома. Нормално, како и секој миленик, се бара добри 2-3 прочетки во денот, бара внимание, значи бара љубов. Сето тоа дома вие имате еден миленик кој навистина ќе ве направи стекне вас и целото семејство со тоа што навистина се чувствителни. Не станува збор за чувствителна раса, ако вие сте тажен и она е тажна, ако вие сте хепи, она е хепи. Така да искрено и топло препорачувам на сите. Не за жаби една од најактуелните раси и една од најбараните на кинолошкиот пазар во едно свет. Расата Френчи го достигнува до врвот на популарност во последните неколку години. Така. Се работи за раса која што нели не бара киз неколку многу обврски околу хигиената и сето тоа, но сепак како да се справувате со митарењето и слично? Па за разлика од другите раси кои бараат постојано громни чешање, ова раса буквално не се митари еднаш во годината и тоа е периодично во неколку дена. Сега бареме лесна со различни препарати, чешли кои ги имаат, се да прави за да не осетите влакно дома. Раса која може да се бања која и да посакате веднаш и незиното крвно трпи да може да се бањате постојано. Околу хигиена нема некоја посебна хигиена, како секој добар миленик, проста прошетка, влажна марамица и дома влагаме чисти. Така, токму тоа, колку успевате да им посветите време во однос на прошетките, бидејќи нели се многу си бараат прошетки, колку успевате да ги прошетате и колку тие го сакаат шетањето? Они сакаат многу да се шетаат, меѓутоа се раса која малце се борлива во период од годината, значи до онеме 2 прошетки по 15 на минути. Јас сум во со полно работно време на работа, буквално знаат кога станувам од спиење, се научени на тајминг за шетање, кога се доаѓам дома ме чекаат пред врата, прошетката затоа што еве јас имам ми е многу полесна, ќе ги пуштам сите да се поиграат малце, се ги трошат своите батерии и дома буквално кога немате кученце ново. Така, колку оваа раса, дали сте имале можеби здравствени проблеми? Колку си бара здравствена нега? Затоа дека значи не е раса која е нешто осетлива на болести, меѓутоа е нежна, сепак. Треба во зимскиот период може да се облекува, да се заштити. Во однос на болести, ако мислиме на генетски болести, тоа предонесува до она што говорев претходно, значи мора да знаете од кај потекнува кученцето, кој стои позади под самото име на огледувачницата. Генетиката е работа која ги пренесува тие заразни болести. Од тука и ние решивме на почетокот што веднаш довеземе примероци за да ги избегнеме оние заразни болести кои самата раса ги носи со себе. Во моментот поседуваме таков тип на кучиња кои немаат со себе генетски заразни болести и ние како огледувачница на сите наши идни собственици кои купуваат кутро нас им даваме договор за професионална набавка на кученца, каде ние гарантираме дека не носи кутрото со себе генетски заразни болести, не останува збор за здраво куче. Нормално како француски булдог и англиски булдог, расата булдог е со скратени дишни патишта и тоа предонесува за потешко дишење, од тука страда срцето, така да мора да бидеме сигурни што чуваме дома. Генетиката е најбитна и апелирам и советувам на сите кои сакаат да купат на или француски или англиски булдог да внимаваат од каде го купуваат кутрето и кој стои позадистата. Така, дали сте имале некои несекојдневни случаи кои би можеле да ги споделите? Несекојдневни случаи, да, значи конкретно за расата е позната затоа што не е пливаш, она е раса која не знае да плива. Јас се изненадив пред известен период каде што бевме на изложби во Охрид,
каде што е конкретно екас, буквално трчаше по топче во вода, ѓурна, го фати исто да го донесе дома. Браво. Не секој дневни случаи, ако мене ме нема, верувате плачи. Значи, така, приврзана е за вас. Приврзани се за семејството во кој живеат, така да пак ќе кажам, кој еднаш качува во Булдок, не остана небно куче, иде и на понатака, раса која ја препорачувам тоа поистина. Така, освен што имате одгледувачница и се занимавате нели со нив, имате и собствена страна. Кажете нешто повеќе за тоа? Да, 7 година поред функционира страната kupimilnik.mk. Сајтот го формирав сега, за подоцна да станеме веќе тим од неколку кои работиме на истиот. Сајтот е тематика од областа на кинологијата, се за кинологијата во Македонија и во светот. Исто така сајтот нуди професионална набавка на кученца од сите видови на раси. Во овие години можам и сум горд да се пофалам затоа што преку сајтот kupimilnik.mk се увезува повеќе од 400 примероци на на сите различни кученца од различни раси. Горди сме за тоа за неколку раси што ети за прв пат не успеавме како сајт да ги донесеме кои беа анонимни за Македонија. Така да тоа искрено го препорачувам сајтот на сите љубители на домашните зеленичиња. Чисто да го погледнат сајтот, има многу интересни содржини внатре каде што навистина ќе имате едно сајтче кој секој ден ќе го отварат и има секој ден различни интересни работи. Така, фала ви Стефан, ви посакувам навистина што многу успехи со одгледувачницата и секако понатаму со функционирањето на страната. Ви благодарам за гостувањето и би сакала за крај еден апел до сите гледачи зашто е добро да си има милени во својот дом и зашто тоа треба да биде токму француски булдог. Дефинитивно француски булдог, некако пати го напомнав тоа, можеби сум досаден. Зашто? Може човек да ве разочара, но француски булдог не може да разочара, така да купете се француски. Ниту било кој друго милениче. Така. Фала ви. Штенаш се надевам, бидејќи нели ова ни е втор пат, ќе имаме уште многу прилики за разговор, па ќе се видиме пак. Се надевам да ги поздравам вас, вашата емисија сите гледачи. Фала ви. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиње поради овие фрутис. Доаѓам. За фрутис, кучињата би направиле се. Продолжуваме да зборуваме со Воје од Скопје, како што веќе мислам дека добро го запознавте, голем љубител и поборник за животните. Овој дел ќе го посветиме на неговите животни кои се дома, како треба да се одгледуваат и што се им е потребно нели за нивната нега. Воје, здраво по трет пат. Здраво, здраво. Заедно сега со нас се некои нови гостинчиња, за разлика од австралијанката од претходниот пат. Тука е Геко со мене и тоа е Слушай, гестарбајтерка, таа сите обратно сите на Австралија, оваа дојде. Така, да, сите бегаат таа. Да, тоа беше австралиски брат змеј, овие се малце поинакви, поразлично. Тоа се Геко и ова едно питонче од Африка. Шо ме загледа, шо ме загледа. Зборот ми беше сите се овие кои што ги промовиравме во последниве неколку емисии, така суптилно, нели, држејќи ги помалце. Чудни, да, необични, интересни домашни миленици, ама животни кои што по мене не треба да импресионираат секого, поготово не на прв поглед. Леле шо е сладко, леле шо е откачено, многу е интересно, баш ми е убаво, дали имаш едно за продажба, дали ќе ми даеш едно. Сето тоа се прашања кои што се поставени во афект, во моментална инспирација, а рептилот по мене не поддржува таков пристап. За да чувате по дома било какво животно од овој тип, мора да сте прво со сериозна одлука дека сакате да чувате и да третирате животно кое може би јаде други животни. Тоа не е баш најромантичната ситуација која ќе гледате по дома. Имате питон кој јаде клувци, имате геко кој што јаде црви, штурци, леварки и тоа не е баш така интересно. И сега, ако ги скокнеме негативниве страни, рептилите имаат и неколку позитивни страни. Да речеме, едната е дека се идеални за луѓе кои што живеат сами, кои што немаат многу голема гужва, кои што немаат многу време, кои што се урбани луѓе, не живеат во голем простор. Змија живее во терариум, нели, мал простор, тера земја, терариум, животно живеалиште полно со земја, за аклиматизирано за животни на копно.
а при тоа имаат еден поспор метаболизам за разлика од она што сме навикнале, па да речеме познато е дека змија јаде еднаш во недела, во 5 дена, еднаш во 10 дена, зависно од сезоната, годината и староста на самата змија. Гуштерите за разлика се малку поинтерактивни, малку покомуникативни, малку посекојдневни. Може би змијата е баш онака малце досадна, бидејќи еднаш во 5-6 дена ја чистиш, ја храниш и па истото, и па чекаш цела недела. Ама се супер за оние луѓе кои што се малце мрзеливи или кои што се малце се свесни дека не сакаат да дадат толку енергија. Или многу едноставно. Едно што никогаш не може да го очекувате од рептил е тоа да ви врати емотивна храна. Вие ќе влезете дома, куче ќе ви се израдува со мафтање на опаш. Не и питон. Геко никогаш нема да ве препознае вас како собственик. Мислам дека ме сака во момент. Не. Не, значи не реагирајте вака. Не реагирајте вака. Вака не. Вака не. Особено треба да бидете внимателни кога се деца во прашање. Значи не може да им допуштите на децата да се земат слобода и право на владење на рептилов по дома. Ви имате рептил или животно кое што особено мора да го комуницирате и да го контролирате кога се деца помали од 7 години во прашање. Миење раце, бидејќи многу често не сите, но дел од рептилите знаат да пренесуваат салмонела и тоа мора да е, да речеме, нешто што мора да ви стане како маст, викаат странците, нели, дека мора кај нас. Значи мора да измиеш раце после хендлање, нема бацување во уста. Значи со уста. Не, тоа не го правите по дома. Не мора да покажувате емоции кон рептилот. Таа змија никогаш нема да препознае дали јас ја сакам или не. Никогаш. Таа во првиот момент кога јас ќе изгрешам, сега ќе тргнам пред неј за да ја тропкам по главата, секако дека ќе ме касне. Секако дека ќе ја иритирам. Таа нема емпатија, нема чувства кон мене. Значи таа сигурно нема да ме заштити во одредени ситуации. Не може да имате такви очекувања. Добрата работа е останато поврзано со рептилите дека не создаваат никакви алергии кај луѓето. Значи ние имаме комплетна различна биологија и практично нема перут, влакна, крзно, се што најчесто предизвикува здравствени проблеми и иритации кај некои луѓе. Значи ако сте алергичен, а сакате нешто да си имате по дома, земете желка, кеко, змеј, игуана можеби, или ако сте малце поекстремен или малце по отворен кон чување на различни животни, може да се земете некој тип на змија. Ова е бол питон, инаку тоа е еден од најмалечките, најпрактичните за чување по дома. Познати се и корн снејк или пченкарна змија, кинг снејк, кралска змија. Тоа се змии кои што се чуваат во цел свет. Знаеш како порано ми беше многу тешко да го објаснувам сето тоа. Беше како леле еве го фриков, кој знае што објаснува, ненормални, шо чуваат. Сега имаме странски канали, телевизиски канали, интернет и се многу поедноставни. Можеш да кликнеш да видиш дека не сум само ја фрикот кој што чува, дека има и на други места. Така да, одберете си и земете си животно што ви одговара. Не брзајте во одлуките, видете колка ви растат. Тоа многу често се случува кај рептил. Луѓе не знаат дека игуана расте метар и пол или не сакаат да се соочат со тој факт кога е мала, сладка, зелена и кошта малце пари. Ама понатаму, кога ќе сватат, станува проблем. Многу често знаат да се јават, леле, ми порасна метар човече, што да и правам, да ја дам негде. Значи не. Предвидете и сватете дека тоа животно расте големо. Така, колку рептили имаш во твојот? Никогаш не сум ги броел, а од друга страна па и сега во последниве години не се бавам толку многу со размножување, од причина што ја немам продавницата, сватив дека пазарот е мал и ограничен за да јас размножувам или нудам, не знам, рептили на пазарот, така да и немам многу, или многу го намалив бројот, контролирана е бројката, ама во секој случај да, мојот дом не е стандарден, имам бајаги, да, се уште имам доста. Освен змии и гуштери, што? Змии, гуштери, желки, доста типови, крокодилот си го чувам во зоолошка градина, не е повеќе со мене, бидејќи е веќе преголем. Мојата идеја дека еден ден ќе се иселам на село и дека ќе живеам таков селски живот со сите мои животни, не ми успеа баш. Заради тоа и пред малку го потенцирав, предвидете го, нели она со димензијата. Во моментов си ја чувам тамо, фала им за тоа што нели имаме соработка на таа тема. Така да, во секој случај повеќето ми се рептилија, имам и кучиња, своји домашни миленици, како што рековме.
причувам и туѓи, така да куќата ми е стално полна. Полна, така. Се работи за миленичиња кои нели колку долго си бараат своја нега, не е дека секако се практични, се за одржување за во домот, но сепак си бараат своја нега. Колку време ти одземаат? Нели Рековме дека е многу практично животно. Во суштина, кажавме за змија, да речеме дека на секој 5-6 дена треба да ја изчистите, да ја смените водата и да ја нахраните повторно. Кај гуштерите, зависно од гуштерот, се некои од нив барат секојдневна нега, како например камелеонот, игуаната. Некои од нив се пустински, како змејот и гекото. Тие се супер идеални за луѓе што се флексибилни со слободното време. Важна работа е кога е рептил во прашање е да имате терариум, што е животен простор соодветен со размер за видот на животното што сте го одбрале. Топлина е втората важна работа. Значи, одберете лампа, подно грејење, може да биде како фолија, како кабел. Важно е да има извор на топлина. Рептилот има, се вика поикилотермо животно или ладнокрвни кај нас ги викаат. Тоа значи дека таа нема собствен орган кој што создава температура како кај нас 36 степени, нели топли сме. Тие се ладни, односно доколку надвор нема како да се загреат, сонцето во природа нема како да бидат загреани. Значи, во тој случај метаболизмот комплетно се блокира и тие страдаат. Значи, мора да имате еден дел топло, еден дел ладно. Да дадете опција да тој избере. Сака да се згрее, оди се згреju. Ако не сака, се трга. Постојат грејачи специјални за нив. Како што реков, одберете ја формата дали ќе биде како карпа, фолија или кабел, или може би лампа, но мора да има. Секој животно бара одредена температура. Видете кој ви одговара, сега имате тајмери, имате термостати, зависи што ви одговара, колка ви е буџетот или колку сте мрзеливи за да тоа го контролирате. Во денешно време се е тоа многу поедноставено. се е пред нас, се е. Имајте секогаш ном дека кога сме кај храна во прашање, повеќето од рептилите се животни што јадат други животни или инсекти. Тоа е единственото што мора да го имате на ум. Треба да сте оперирани од фактот, од сцената дека вие треба да имате смрзнати глувци, пилиња и слично. Дали досега си имал здравствени проблеми, може би со било кој од рептилите, како се справуваш со тоа? За жал немаме многу искуство на таа тема. Многу често сум ускокнувам во верзијата со ветеринари, па заеднички доаѓаме до решението. Но во секој случај, секогаш сме дошле до решение, но немаме спремен кадар на оваа тема, но во секој случај има пар ветеринари кои што се добри, кои што работат на истата. Така, кажете дека треба да сме навистина добро информирани за било кое миленич, ајде би рептил или како и да е, кој го земаме во својот дом. Кому би му препорачал да има рептил во својот дом, а кому не? Дадов мал хинт на почетокот, а тоа е предпоставувам фактот дека реков, не сакаат многу гужва, че големи семејства можеби не се идеалното семејство за да се живее со рептил. Самци, луѓе кои што немаат многу време за да чуваат и посветат на животното, семејства кои што немаат деца под 6 години, се исто така идеални. Кога имате деца, веќе мора да знаете дека мора да го контролирате или барем ако не друго да го држите животното под клуч или одредени систем за безбедност некаков, за да нели сепак не дојдеме до фактот да детето влезе, изреагира вака или онака, а сепак е дете. Да. Доколку и во претходните разговори кажавме и сега дека има многу начини како ти можеш да соработуваш во однос на животните и дечињата со многу луѓе. Како да те најдат луѓето, како да стапат во контакт во тебе и за кои сте соработки би било отворено? Се што сакал или не икел мене од детство, животот така ми отиде и некако и дури ми се случува на пар пати се јавуваат луѓе во, не знам, во центар за известување, центар за тревожење, во МВР, па често пати полиција ми се јавуваат, ало војо, да, знаеш како како беше, со Спајдерман, со Бетмен, кој беше. Да, се јавува. Така да многу често влагам за да извадам некои смилјаци, животни што упаѓаат по дома. За жал кај нас нема таква служба, но муабетот ми е да, луѓе што сакаат да исконтактираат со мене често пати во модерно време тоа е преку Facebook го прават, типот Војо Иванов, ме наоѓаат по слики дека сум со животни, знаат и ме комуницираат. Секогаш кога имаат некаков проблем или идеја поврзана со животните или со некој дел од совпаѓање со мојата мисија, секогаш сум отворен за соработа. Така, Војо ти... Затоа и сум овде. Така.
Навистина ми беше мило за цел овој разговор, нели претходните разговори, што јас научив многу работи, верувам дека и оние кои ќе седат пред телевизор ќе научат исто толку. Се надевам дека ќе имаме уште многу прилики за дружење, еве нека биде тоа изложбата, нека биде документарецот и уште многу едни соработки кои верувам дека би ги оствариле. Фала ти уште еднаш и се гледаме повторно. Да, ве поздравувам и како проект и како идеја да покажете на луѓето дека ние сме пријатели со животните и помалце или повеќе во едно капиталистичко општество малце е и лудост да се бавите со ова што се бавиме ние. Мојот медиум е малце поинаков, вашиот е малце подиректен, телевизија. Страшно почитувам таква одлука, така да ви стојам на располагање, дури и во вакви услови, кај што малце, нели, моето здравје знае да настрада понекогаш. Драго ми беше се гледаме во некоја следна прилика пак. Некој слон изгазнал на мравка. Мравки извини. Ништо слончиме не можеше да ми се деси. Ви благодариме што и оваа емисија бевте заедно со нас. За крај еден голем поздрав до нашите пријатели фризерско студио Ајтен, Белеза Битола, Мис Естетик и Мис Перфект, секако и Орифлем козметичка компанија. Најголемиот поздрав сакаме да го патиме до нашиот камерман Цаци. Се гледаме наредната емисија на истото место во истото време. Чао, чао!